Па да, беше очковано да бидеме најдобри од сите, тоа да бидеме првици. Долго се подготвувавме, имавме многу тренинзи, напорни, два пати во денот. Тешко ли беше да се освои таа титула, со оглед дека 2 надпревари се играше за време на викендот? Па беше напорно, но со голем труд се постигна тоа што беше очковано. Како Пастулева, колку си задоволна ти од работата овде во Наколски волеј? Што можеш да кажеш за тренинзите? Значи, тренинзите се по 2 часа дневно, 2 тренинзи во денот и се навистина напорни. Сепак треба да се вложи труд за да има добри резултати. Така. На што се обрнував? Дали Наколски и Митев ви дават некои нови сугестии околу тактиките или не знам, малку да ни опишеш? Да, па како најдобри тренери во Македонија, Митев и Хари Наковски најдобри тактики што ги споведуваат со нас. Стојанова, ти колку си задоволна од учинокот на пионерскиот состав на Наколски волеј минатата сезона, односно првенствената сезона? Што освоивте, беше ли тешко, како се работи Наколски волеј? Освоивме 3-то место, секако дека беше тешко, но секогаш може подобро, бидејќи знам дека нашата екипа може секогаш подобро. Колку тренирате неделно овде вака со пионерките и колку си задоволна од работата што ви ја дават насоките Наколски и Митев? Ти лично? Работиме многу, работиме барем 2 пати дневно и тренинзите се тешки, напорни. По втор пат одите на турнир камп во Србија, ќе може ли да откриете за каков турнир станува збор? Сепак одите како кадетски шампионки. Да, ние ќе чувствуваме на кампот на Дејан Барџевич кој се одржува секоја година. Значи и ова година се поканети, каде што таму ќе работат едни од најдобрите европски, може и светски тренери, одбојкарски. Значи таму ќе биде Зоран Терзис, селектор на српската репрезентација. Ќе биде Желко Танасковиќ, тренер на Партизан Визора кој настапуваше во Лига на шампиони, ќе биде Желко Булатовиќ кој е трговиште од Руманија, кој што исто настапува во Лига шампиони и уште двајца тренери кои се тренери во јуниорските репрезентации на Србија. Наколски волеј, следната сезона со колку екипи ќе излезе во националната лига? Па сега ние имаме план да настапуваме во сите категории, но сепак финансиите ни се малку проблем. Значи кај нас ајде ние некако и се снаваѓаме, но сепак патувањата, одржувањето на екипите во нашето првенство е малку скапо. Но се надевам дека ете со нашите пријатели кои ни помагаат, ќе најдеме некој заеднички јазик да ни помогнат уште малку и да може да се надпреваруваме во сите категории, па ако даде Господи во прва лига. Не конкретизиравте. Дали ќе пријавате екипа во сениорската конкуренција? Па се надевам дека ќе најдеме финансиски средства и дека ќе пријавиме прва лига ова година, со тоа што ќе имаме неколку заселувања